надзорот и контролата и следењето на овие објекти во однос на каква загаденост ја вршат во околината наша, во нашиот град, ја врши санитарната инспекција на градот Скопје. До сега ние имаме регистрирано, ги имаме регистрирано сите индустријски објекти од подрачјето на градот. Освен тоа ги имаме регистрирано и сите локални загадувачи, индивидуално грејење кои што имаат, и имаме оформено картотека на сите загадувачи, со тоа што во картотеката е офатен и направен опис на овие објекти со нивната потрошја на какво гориво и во колкава количина се троши горивото. Ги имаме задолжени сите работни организации кои што имаат објекти од ваков карактер да вршат постојани мерења преку стручните установи, да устројат евиденција на извршените мерења и оформат книги кои што ќе бидат заверени во општинскиот орган надлежен за здравство. Со тоа да се прати состојбата на подрачјето на градот. Потоа имаме преземено дадено наредба на работните организации да вршат проверка на емисиите на ложиштата. Задолжени се работните организации кои што вршат технички преглед на возилата да обавезно вршат мерења при техничкиот преглед и да неисправните моторни возила кои што имаат издувни гасови изнад дозволените граници не се пуштаат во сообраќајот. Дали сте размислувале што е тоа загадување? Како не? Сум размислувал. Размислувам. Но што од тоа корист, кога и понатака загадувањето не се преземат доволно мери? Како да не? И тоа многу почесто. Па ова што не може да се диши по улица кој ќе човек ходи. Како некога, поготово сум срчан болесна. Градот е многу загаден. Не знам што би рекла. Многу прашини, сега денес од тие време во вака малку е стишено, инаку навистина многу. Па, видите, загадување ми се чини дека е најтешко што може да биде за човечанството. Според вас, што е тоа загадување? Па тоа е една нечиста атмосфера у воздуху где има одреđeni проценат моноксида, други честица кои нису за ово здравје, кои се штетни за здравје, не? Ја мислам, она не е приклучена во топлификација, инвалидски дом кој ќе зачура, тоа е ужас. Само осеќа човек некоја киселина како го печи. Најлошото за човекот. Најлошото за човекот. Па според мене е загадувањето на воздухот. Загадувањето од фабриките што произлегуваат. Тука е циментарата, железарата, Бохис. И јас се сеќавам као дете сум го прашал татко ми за звездите, за созвездијата. Он ми објашнявал за голема мечка, мала мечка, за млечниот пат. Кога би сега некој родител покушал да на своето дете му покаже во Скопје млечен пат навечер, би требало долго време да чека, па да начека некоја вечер, после интензивен дожд, после плюсак и ветер да ја расчисти атмосферата, па тогаш да има. Иначе во секојдневни прилики тешко да би можел да го види млечниот пат. Што мислите, како би можеле да се браниме против загадувањето, да се заштитиме од него? Па да се штитиме треба и ние чисто да одржаваме, а и самите градски надлежни да преземат мерки да малку отстранат овие работи. Па сад поединачно мислам да би тешко могло, да би то требало одреđene комисије, да се мислим позабаве мало тиме.
Во рамките на дејноста на Хидрометеоролошкиот завод на полето на заштита на човековата околина се вршиме и мерење на загаденоста на воздухот. Конкретно вршиме мерење на присутните сулфур диоксид и чад во воздухот. Какви се резултатите од досегашната ваша работа за Скопје? Мислите на Скопје? Да, имаме од досегашните мерења имаме одредени согледувања и показатели. Треба веднаш да истакнам дека мерните пунктови не се во доволен број и опременоста на самите мерни пунктови не е онаква каква би било потребна за да се даде една поцелосна слика на загаденоста на воздухот. Меѓутоа, и досегашните наши резултати дават одредени сознание, имено во постудениот дел од годината, кога, а тоа се обично... Да, со почеток некаде од месец октомври па се до месец април, кога во Скопската котлина се карактеризира со посебни метеоролошки услови, а тоа се појави на магли, потоа појава на температурна инверзија и слабо проветрување, кое во крајна линија не овозможува слободна дифузија на воздухот, се овие услови благопријатни за загаденоста на воздухот, а од друга страна во овој период од годината е присутно и грејењето во домаќинствата, комуналното грејење, така да овие фактори, метеоролошките услови и грејењето во овој период се причини, према нашите сознанија, за повисоките концентрации кои се регистрираат во овој период од годината. Како се во ова се манифестира врз здравјето на човекот, да речеме врз здравјето на скопјани? Вие прашавте конкретно за наши условија. Да. Интересно е да се каже дека поради загадување на воздухот, ако е тоа во извонредно голема количина, може да дојде до така наречена воздушна катастрофа, значи до масовно умирање на голем број луѓе. Тоа е регистрирано, например, во Лондон на повеќе пати. 48 година, 52, 56, 57, 62 година, а и порано. Регистрирано е во Белгија, во долината на река Мезе, во Донора, во Америка, Лос Ангелес и Њу Орлеанс, исто така Америка. Потоа регистрирано е во Токио, Јокохама, тоа се во Јапонија, во Валсуми, тоа е место близо Дизелдорф. Значи тоа за краток временски период, во прилики кога има застој, отсутство на ветер, ниска температура, доваѓа до насобирање на штетните материи, бидејќи ако индустријата, ложиштата и моторните возила сите работат без прекин, а нема проветрување, доваѓа до згуснување, до концентрација, или тоа се вика кумулативно, значи се собират тие материи, концентрацијата достигнува еден критичен ниво и тогаш оние луѓе кои што веќе имаат рецимо оштетување на дишните патишта или бидејќи дишните органи функционираат заедно со срцето, тоа се вика тие што имаат оштетена функција на белите дробови срцето, тоа се вика медицински кардиореспираторна инсуфициенција. Тие луѓе се поготово чувствителни и обично тие подлегнуваат. А воколку некој имал незгода да во тоа време се разболи рецимо од запалење на белите дробови или некој јак бронхит, онда неговата состојба се влошува баш поради загадениот воздух. Бидејќи кај нас вако висок процент на загадување не е забележено, дали за нас е значено, дали е интересно за нас едно вакво акутно загадување? До сега кај нас не се забележени толку високи концентрации кои што би могле да предизвикат вакви катастрофи како што ги спомнав. Меѓутоа за нас е исто толку интересно, а може би и поинтересно, хроничното дејство на аерозагадувањето, кое што се манифестира после еден поголем период на изложување на дејството на штетниот воздух, конкретно за нас кои што сме на возраст, на продуктивна возраст сега,
а за нашите деца практично од детинство, од раѓање, па се додека живеат во оваа загадена средина. Тоа загадување као последица има појава, зачестена појава на хронични бронхити, хронични конјунктивити, потоа исто така пореметување на метаболизмот, анемија и, што е секако за јавноста можеби алармантно, зголемен број на рак на бели дробови. При исти процент на пушачи во градска средина, кај што е изразито големо загадувањето, како например во голем број англиски градови, и во селската средина, забележено е дека во градското население бројот на умрени од рак на бели дробови е далеко поголем отколку кај селското население. Дали ова вие што го кажавте е врз основа на, односно врз примерот на туги искуства, или пак вие сте вршеле такви мерења? Односно Ова такви што следења? го реков досега е воглавно врз основа на туѓи искуства и на статистички следења во еден материјал кој што го имаме од Сојузниот завод за здравствена заштита, дадени се примери за Англија и за Белград. Да. Велат дека заштитата од загадувањето е многу скапо. Па ја мислам оти ништо не е скапо кога е во прашањето здравјето на луѓето. Ja mislim da zdravlje čovjekovo je nenaknadivo i da to nikad nije skupo. Мора да се превземат мерки. Jer не зависи животот од нас. Животот на луѓето му зависи. Во однос на изминатите години, битно е тоа што сваќањата кај одговорните лица во работните организации и кај граѓаните, бидејќи после работното време тие се граѓани, сваќањето за заштитата на човековата средина, за заштитата на воздухот, е битно изменето. Бидејќи во минатите години беше применувана една изречица повеќе прибегнување да се биде казнат отколку да се изврши нашето решение, за разлика во последнава 76-та па и 77 година, одговорните лица во работните организации веќе се зафатија за обезбедување на средства за финансирање на ова материја, односно превземени се мерки за, дури се поставени уреди за фаќање на штетните материи во одреден број работни организации, а секако дека и се одредени работни организации во преговори за обезбедување. Меѓутоа, представува една потешкотија се појавува за спроведувањето на законот, односно одредбите од правилникот, кај што се барат уреди автоматски за контрола на штетните материи и кај што се барат овие уреди да бидат поврзани со автоматска светлосна или звучна сигнализација. Таја сигнализација е потешкотија за набавка, представува потешкотија за набавка, бидејќи онака како што сме ние известени денес на југословенскиот пазар ја нема. Работните организации се обраќаат до нас, ние сме се обратиле до други со цел нешто да се направи. Потешкотија представува исто така во сегашнава состојба во Скопје е неопходно да се каже тоа дека потребно е да се врши контрола на емисијата во работните организации. Бидејќи и емисијата, иако се контролира, меѓутоа неопходно е да се каже што една работна организација испушта и со што го загадува воздухот и во каква концентрација, за да ние, како инспекција, можеме да донесеме соодветно решение за превземање на соодветни мерки, за превземање на обезбедување на соодветни уреди. Во сегашна ситуација во Скопје се уште ние не сме во состојба тоа да го кажеме, бидејќи ние добиваме стручните установи кои што вршат контрола на оваа материја, резултати за емисијата, за загаденоста на околината. Потешкотија се појавува што работните организации исто така најмногу ја потенцираат, тоа се посебни финансиски средства оптеретување, со кои тие сметат дека посебно треба да се оптеретуваат. Меѓутоа, викам дека во последната година тоа веќе се пренабрегнува и се иде на далеку подобра ситуација. Секој се вале мораме да чистиме, оградата црна-бела е. Понекогаш не, али навечер ни пуштаат. Тоа е многу ретко кога нема... Мислите дека преку ноќ ги пуштаат филтери? Ја мислам повеќе преку ноќ. Сепак им е забранено, веројатно и они користат това нешто. Дали вие имате увид во една ваква работа? Видите, во поглед на придржувањето на
одредените законски одредби на работните организации, компетенцијата, мислам, на регистрирање на таква состојба ја имаат инспекцијските служби. Меѓутоа, нашата служба би можела во тој смисол и да помогне кога би била опремена, а ние тоа го планираме, со регистрирани инструменти кои ќе даваат слика, односно ќе даваат резултати на загаденоста на воздухот во текот на целиот ден. Имено нашите досегашни мерења се вршат и се однесуваат поготово на среднодневни концентрации на сулфур диоксид и чад, а тоа значи на период од 24 часови. Исклучувањето на филтрите за фаќањето на штетните материи прво е неможно, затоа што филтрите се тесно поврзани, односно, ако може така да се рече, активни учесници во технолошкиот процес и процесот на производството. Јас мислам дека исклучувањето на филтрите во сегашна состојба и овие работни организации со кои се обезбедени со филтри, до сега таков случај не е било. Можно е исклучување на филтрите под влијание на одредени параметри, релативна влажност на материјата што обработува, зависност на напонот на струјата, јачината на напонот на струјата или температурата на гасовите или на прашината што треба да ја фатат. Тоа се параметри кои битно влијаат во однос на отпрашувањето. При пореметување на овие параметри доваѓа до само исклучување на филтрите. Додека исто исклучување на филтрите е можно исто така при евентуален нивни дефект, се додека не се отклони дефектот или замената на електродите во филтрите, бидејќи се работи за електрофилтри, со кои се обезбедени работните организации, исто така доведува до исклучување на филтрите. И прибедејќи од загадување, бар ја колку што можам да осетам, овде кај нас, на оваа улица, ми се чини дека е една од загрозена со саобраќај, премда не е многу голема улицата и со станица овдека. Стално рампата затворена, на секој пола сат, може би дневно по 30-40 пати е затворена. И од самите гасови, чак и главоболка осеќаме ми овдека. По последно време, чадот во голема мера потекнува и од моторниот сообраќај кој што е во изразит подем, во изразита експанзија. Исто така, сулфурниот диоксид во воздухот по потекло може да биде и од бензинот и од дизел горивото, бидејќи според ЈУС дизел горивото може да содржи сулфур, ако не се лажам, 0,8 или 0,9%, што е прилично висок процент. Ако земеме во обзир дека во Скопје во текот на целата година имаме голем број возила со дизел мотори, например градскиот автобуски саобраќај, потоа голем број теретни возила кои што циркулираат низ скопските улици, а и меѓу леките коли има возила со дизел мотори, онда не е чудо што количината на сулфур двооксид ги имаме присутна во цела година, со тоа што во зимскиот период, кога имаме голема потрошња на горива во домакинствата за затоплување на стамбени простори, потоа за затоплување на деловни простори, а индустријата работи равномерно во текот на целата година, а зимајќи во обзир дека зимно време можностите за прочистување атмосферата се значително намалени, во тој случај јасно е што постепено секоја година се регистрира оксиди на сулфурот во воздухот, со тоа да во зимскиот период тие се во значително поголема количина отколку во летниот период. Моторните возила во целокупното загадување на воздухот учествуваат со најголем процент од сите загадувачи. Сите досегашни испитувања покажува дека 60,7% штетните материи кои ги вдишува човекот потекнуваат од работата и согорувањето на сите моторни возила. Се разбира, иако процентот е помал, не е беззначаен ни придонесот на другите загадувачи кои во емисијава беа спомнати.
Гасовите и частиците кои се одделуваат од технолошкиот процес на сите фабрики, потоа се она што се одделува од сагорувањето на нафтата од домакинствата при зимското затоплување и така натаму. Тоа се причините за лошиот воздух што сите го дишиме, а во емисијава стана збор и за последиците. Сите стручњаци се согласуваат дека кога за некоја болест ќе се открие причинителот, а во овој случај болеста е загадениот воздух, многу полесно е лекувањето, неговото отстранување. Затоа и е донесен Законот за заштита на човековата околина. Во него се донесени норми, одредени се постапки на сите оние што треба да учествуваат во борбата за елиминирање на причините на загадувањето. Ако при некоја констатација, заклучок или определба, задолжително ни се наметнува мисла која треба да започне со меѓутоа или но, тоа значи дека постои некаква пречка, недостаток, некоја недореченост. Тоа меѓутоа е присутно и овде. Неговото значење е дека Хидрометеоролошкиот завод се уште не е во состојба да врши мерења кои ќе покажат во кое време се шпицевите на загадувањето во текот на 24 часа, дека нема доволно мерни пунктови според бројот и густината на населеноста, дека работните организации и сите други загадувачи немаат инструменти кои ќе покажуваат колку тие извори учествуваат во вкупното загадување, дека инспекцијските служби се во ова ги става во недоумица кога се јавува прекумерна општа загаденост и така натаму. Се во ова понатаму значи дека од друга страна и не може во целост да се спроведува Законот за заштита на човековата околина. Кај нас ваквата организирана борба против загадувањето на човековата околина е започната од неодамна. Станува збор за околу 4 години. Значителни се и успесите кои досега се постигнати. Сепак, ова досегашно мало искуство покажува дека напорите во борбата на сите нас, за да се заштитиме од загаденоста, треба да бидат многу поголеми. Неопходно е многу подобро да се организираме. Сигурно дека тоа ќе биде најголемиот придонес во оваа година на заштита на човековата околина.